Дечки и девојки, стигнавме до четвртото поглавје на баш ме заболе од Марк Менсон. Сакам пред да продолжам да ви се заблагодарам на сите кои што сте на овој канал и кои што ме следите. И се разбира да ве замолам за следни видеа да стиснете subscribe. Четвртото поглавје е насловено Вредноста на страдањето. Во завршните месеци на 1944 година, поречиси цела деценија мината во војна, позицијата на Јапонија почнува нагло да слабее. Економијата на земјата во овој период е значително разнишена, со воената моќ распространета низ половина Азија, а освоените територии низ Тихиот океан сега почнуваат да паѓаат како домино, како резултат на нападите на силите на Соединетите Американски држави. Поразот се чини неминовен. На 26 декември 1944 година, подпоручникот на јапонската царска војска, Хироо Онода, бил испратен на малиот остров Лубанг на Филипини. Добил наредби да го забави напредокот на силите на Соединетите Американски држави колку што е можно повеќе, да им се спротистави со сите расположливи сили без да отстапи и да се предаде. И тој и неговиот командант знаеле дека станува збор за самоубиствена мисија. Во февруари 1945 година, американците пристигнале на Лубанг и го освоиле островот, манифестирајќи огромна воена моќ. За неколку денови поголемиот дел од јапонските војници или се предале или биле убиени, но Онода и уште тројца од неговите луѓе успеале да се скријат во џунглата. Тие оттука почнале со герилски воени дејства против силите на САД и локалното население, што подразбирало напади на конвоите со резерви, отворање оган на заскитаните војници и попречување на дејства на американските сили на секој можен начин. Тој август, половина година подоцна, САД ги фрлаат атомските бомби врз Хирошима и Нагасаки. Јапонија се предава, и така најсмртоносната војна во човечката историја доаѓа до својата драматична разврска. Меѓутоа, илјадници јапонски војници и понатаму останале распрскани по островите во Тихиот океан, при што поголемиот дел од нив, меѓу кои и Онода, се криеле по џунглите без воопшто да знаат дека војната е завршена. Тој и неговите луѓе продолжиле да се борат и да прават диверзии исто како и претходно. Ова се покажува како вистински проблем во напорите за повторно градење и за подамот на Источна Азија по војната, поради што владите се согласиле дека околу овој проблем мора да се стори нешто. Војската на САД, во договор со јапонската влада, расфрлила илјадници летоци низ целиот регион, каде што пишувало дека војната е завршена и дека е време сите да си заминат дома. Онода и неговите луѓе, како и многумина други, ги наоѓале и ги читале овие летоци, но за разлика од мнозинството, Онода бил на мислење дека се лажни, дека се замка, трик на американските сили со цел да ги натера герилците да излезат на виделина. Онода ги палел летоците што ќе ги најдел и тој и неговите луѓе останувале скриени и продолжувале со борбените дејства. Поминали уште 5 години, фрлањето на летоците било запрено, а поголемиот дел од американските сили биле заминати дома веќе од поодамна. Локалното население на Лубанг се обидало да се врати на нормалниот живот, на земјоделството и на риболовот. Но таму се уште биле Хироо Онода и неговите луѓе, кои се уште пукале по земјоделците, им ги палеле поседите, им го краделе добитокот и ги убивале локалните жители кои ќе заталкале предлабоко во џунглата. Овој пат владата на Филипини била таа која направила нови летоци и ги расфрлила насекаде по џунглата. Излезете, пишувало на нив, војната е завршена и вие изгубивте. Но овие повици биле игнорирани. Во 1952 година, јапонската влада прави уште еден последен напор за извлекување на последните преостанати војници скриени низ островите на Тихиот океан. Овој пат, од авионите биле фрлани писма и фотографии од членовите на семејствата на војниците по кои се трагало, заедно со порака од царот лично. Онода и овој пат не поверувал дека информацијата е вистинска. Тој повторно мислел дека и овие летоци се некаков трик на американците. И тој и неговите луѓе повторно останале скриени и продолжиле со борбените дејствија.
Поминали уште неколку години и локалните жители на островот, на кои веќе им се смачило од постојаната закана во која живееле, конечно се вооружиле и почнале да возвраќаат на нападите. До 1959 година, еден од луѓето на Онода се предал, а друг бил убиен. Цела деценија подоцна, последниот соборец на Онода, кој се викал Козука, бил убиен во пристрелка со локалната полиција додека потпалувал оризови полиња. Се уште војувајќи против локалното население цел четврт век по крајот на Втората светска војна. Онода, кој досега веќе го минал повеќето од половина од животот во џунглите на Лубанг, сега останал сосема сам. Во 1972 година, вестите за смртта на Козука стигнале до Јапонија и предизвикале вистинска сензација. Луѓето во Јапонија мислеле дека последните војници од војната си дошле дома многу години порано. Јапонските медиуми почнале да се прашуваат: ако Козука се уште бил на Лубанг во 1972 година, тогаш можеби и самиот Онода, последниот јапонски војник од Втората светска војна, кој се уште не бил вратен дома, се уште би можел да биде жив. Оваа година и јапонската и филипинската влада испратиле организирани групи во потрага по загадочниот подпоручник, кој делумно веќе бил мит, делумно јунак, а делумно дух. И едните и другите не нашле ништо. Како одминувале месеците, така приказната за подпоручникот Онода во Јапонија веќе почнала да се стекнува со димензија на урбана легенда, приказна за еден воен херој што звучала премногу лудо за да биде вистинита. Многумина развиле своевидна романтична представа за него, други го критикувале. Трети неговото име го поврзувале со нешто како излезено од бајките, измислено од оние што се уште сакале да веруваат во една Јапонија која од поодамна веќе не постоела. Некаде во овој период, еден млад човек по име Норио Сузуки прв пат разбира кој е и што е Онода. Сузуки бил авантурист, истражувач и во известна смисла хипик. Роден по завршувањето на Втората светска војна, тој го напуштил училиштето и минал 4 години патувајќи со автостоп низ Азија, Блискиот Исток и Африка, спиејќи на клупи по паркови, во автомобили на непознати луѓе, во затворски келии и под отворено небо. Работел како доброволец на фарми за храна и дарувал крв за да може да си го плати престојот. Имал слободен дух, а веројатно и бил малку штракнат. Во 1972 година на Сузуки му била потребна нова авантура. Тој се вратил во Јапонија по неговите патувања и согледал дека строгите културни норми и општествената хиерархија во земјата го задушуваат. Го мразел училиштето. Не успевал да се задржи подолго на едно работно место. Копнел по тоа да им се врати на патувањата повторно да биде свој на своето. За Сузуки, легендата за Хироо Онода представувала решение за неговите проблеми. Тоа за него била нова авантура што била вредна за неговиот труд. Сузуки верувал дека токму тој е оној што ќе го најде Онода. Имено, групите организирани специјално за таа намена од страна на јапонската, филипинската и американската влада не успеале да го најдат Онода. Локалните полициски сили ја чешлале џунглата речиси веќе 30 години без никаков резултат. Илјадници летоци биле фрлени залудно. Но токму овој белосветски патник, овој скитник и хипик, бил оној што бил решен да го најде. Невооружен и без воопшто никаква извидничка обука или искуство во тактичкото војување, Сузуки отпатувал на Лубанг и почнал да талка низ џунглата целосно сам. Стратегијата му била да го извикува името на Онода на сиот глас и да му каже дека царот е загрижен за него. Го нашол Онода за 4 дена. Сузуки останал со Онода во џунглата некое време. Онода во тој период бил сам повеќе од една година и откако бил пронајден од страна на Сузуки, тој му го понудил своето гостопримство и очајно посакувал да дознае што се случувало во светот надвор од овој овде јапонец, од некој кому може да му верува. И така тие, споени од околностите, станале еден вид пријатели. Сузуки го прашал Онода
зошто останал и продолжил да се бори. Онода рекол дека одговорот е многу едноставен. Му било наредено никогаш да не се предаде и тој го правил токму тоа. Едноставно, тој речиси 30 години се придржувал до примената наредба. Онода пак го прашал Сузуки зошто дошол да го бара еден хипик како што е тој. Сузуки тогаш му одговорил дека ја напуштил Јапонија за да се впушти во потрага по 3 нешта. Поручникот Онода, панда и снежниот човек. И тоа по токму овој редослед. Овие двајца луѓе се запознале и се зближиле во најневообичаени можни околности. Станува збор за двајца авантуристи со според нив најдобри намери, кои бркале лажни визии на некаква замислена слава, како своевидни јапонски Дон Кихот и Санчо Панса, заглавени еден со друг во влажните и далечни пространства на филипинските џунгли. И двајцата замислувајќи се себе си како херои и покрај тоа што и двајцата биле сами и без ништо и ништо не правејќи. Онода дотогаш веќе го минал поголемиот дел од животот во една фантомска војна. Истото ќе му се случи и на Сузуки. Откако ќе ги најде Хироо Онода и споменатата панда, неколку години подоцна ќе го загуби животот на Хималаите, барајќи го снежниот човек. Луѓето често избираат да посветат големи делови од своите животи поттикнати од навидум, безкорисни или деструктивни мотиви. На површината, овие мотиви изгледаат како да немаат никаква смисла. Тешко е да се замисли како Онода можел да биде среќен на тој остров тие 30 години, хранејќи се со инсекти и глодари, спиејќи на земја и убивајќи цивили деценија по деценија. Или пак, зошто Сузуки отишол на последната експедиција, предизвикувајќи си ја смртта сами без пари и без никаква друга цел, освен потрагата по еден имагинарен јети. Сепак, подоцна во животот Онода изјавил дека не се кае за ништо од она што го сторил. Тврдел дека е горд на изборите што ги направил и на времето минато на Лубанг. Рекол дека му било чест да посвети значителен дел од животот служејќи и на една империја што не постои. Верувам дека и Сузуки, доколку преживеел, веројатно ќе кажал нешто слично, дека го правел токму она што наумил да го прави без да се покае за ништо. Овие двајца луѓе самите си одбрале како сакаат да страдаат. Хироо Онода одбрал да страда поради верноста кон една мртва империја. Сузуки одбрал да страда поради и заради поривот по авантура, без оглед на непромисленоста и неразумноста. Нивното страдање за двајцата имало некакво значење, исполнувало некаква повисока цел. А поради тоа што имало некакво значење, некаква вредност, тие можеле да го издржат, па дури можеби и да уживаат во него. Ако страдањето е неминовно, ако проблемите со кои што се среќаваме во животот не може да се избегнат, тогаш можеби прашањето што би требало да си го поставиме не е како да го запрам страдањето, туку зошто страдам, од кои причини. Хироо Онода се враќа во Јапонија во 1974 година и станува своевидна позната и славна личност во својата земја. Носена и пренесувана од едно гостување на радио или на телевизија на друго. Политичарите во овој период се надпреваруваат кој попрво да се ракува со него. Издали книга и дури му биле понудени многу пари од страна на владата. Но, она што го видел кога се вратил во Јапонија, крајно го разочарало. Тоа сега била една потрошувачка, капиталистичка, површна култура, од која исчезнале сите традиции што држеле до честа и до саможртвата со кои израснала неговата генерација. Онода се обидел да ја искористи оваа одеднаш стекната слава за да ги возобнови вредностите на старата Јапонија, но новото општество немало слух за неговите повици. На него повеќе било гледано како на некаков музејски експонат, отколку на некаков сериозен културен мислител. Како на јапонец кој излегол од некаква временска машина и кому сите можат да му се чудат и да му се восхитуваат, токму како на некаква музејска реликвија. И за иронијата да биде поголема, Онода станал многу подепресивен сега отколку кога било за време на сите оние години минати во џунглата. Во џунглата неговиот живот барем вредел нешто, имал некакво значење.
А токму тоа го направило неговото страдање подносливо, а може да се каже дури и малку пожално. Но сега, назад во Јапонија, во земјата што тој сега ја поимал како празна и безсмислена, полна со хипици и распуштени жени, облечени како оние на запад, се нашол лице в лице со неодменливата вистина. Тоа дека неговото војување немало никаква смисла и значење. Онаа Јапонија за која тој живеел и се борел, веќе не постоела. И тежината од сваќањето на оваа вистина го пронижала онака како што тоа никогаш не го сторил ниеден куршум. А поради тоа што ова со себе го повлекувало и тоа дека и неговото страдање немало никакво значење, тој одеднаш ја сватил и следнава сурова вистина, дека залудно потрошил цели 30 години од животот. И така, во 1980 година, Онода се спакувал и се преселил во Бразил, каде што останал се до својата смрт. Кромидот на самосвесноста. Самосвесноста е како кромид. Кромидот е составен од повеќе обвивки и како ги лупиш, така има се поголеми шанси да се расплачеш токму кога не треба. Да речеме дека првата обвивка на самосвесноста ја сочинува едноставното сваќање и поимање на емоциите. Ова се миговите кога се чувствувам среќен. Ова ме растажува. Ова ми дава надеж. За жал, голем е бројот на оние што се целосно неспособни да го сватат и да го поимаат дури и ова најосновно ниво на самосвесност. А ова го знам затоа што јас сум еден од нив. Понекогаш се случува со сопругата да развиеме разговор што звучи приближно вака. Таа: ајде кажуве што се случило. Јас: ништо се нема случено, навистина, ама баш ништо. Таа: не, нешто не е во ред. Што е работата? Јас: не, се е во ред, навистина. Таа: сигурен си? Изгледаш вознамирено. Јас, нервозно смешкајки се: навистина, не е во ред сум, навистина. Половина час подоцна. Јас: и ете зошто сум толку проклето нервозен. Затоа што тој половина од времето се однесува како јас едноставно воопшто да не постојам. Сите имаме некакви емотивни слаби страни. И токму ним често им останува да се справуваат со емоциите за кои како мали не имаат учено дека се несоодветни. Потребни се години вежбање и напор за да се стане добар во препознавањето на овие слаби страни кај себе си, а потоа и во соодветното изразување на засегнатите емоции. Но оваа задача е од извонредна важност и значење и е навистина вредна за вложениот труд. Втората обвивка од кромидот на самосвесноста е способноста за поставување на прашањето зошто чувствуваме известни емоции. Овој вид прашања поврзани со емоциите, што се поставуваат со прашалното зборче зошто, се тешки и за давање точен и прецизен одговор неретко се потребни месеци, па дури и години. На повеќето луѓе најчесто им е потребно да посетат известно стручно лице, некако вид терапевт, затоа овој вид прашања воопшто да им бидат по прв пат поставени. А ваквите прашања се важни затоа што фрлаат светлина на она што го сметаме за успех или за неуспех. Зошто се чувствуваш луд? Дали затоа што не си успеал да постигнеш некаква цел? Дали е тоа така затоа што мислиш дека не си доволно добар? Ова ниво на поставување прашања ни помага да ја разбереме вистинската, суштинска причина за емоциите што не преплавуваат. А откако ќе ја разбереме оваа вистинска причина, можеме и да сториме нешто околу тоа да ја промениме. Но постои уште една подлабока обвивка, скриена повнатре во кромидот на самосвесноста. А оваа обвивка е навистина преполна со солзи. Оваа трета обвивка, ова трето ниво, го сочинуваат нашите лични вредности. Зошто ова го сметам за успех, неуспех? Како го одбирам тоа како ќе се проценувам себе си? Според кои мерки и стандарди донесувам оцени за себе си и за сите околу мене? Ова ниво, што побарува постојано преиспитување и напор, е неверојатно тешко за достигнување, но во исто време, тоа е и она најважното, затоа што токму нашите вредности ја определуваат природата на нашите проблеми, а од природата на нашите проблеми зависи квалитетот на нашите животи.
Вредностите ја сочинуваат основата на се што ние сме и на се што правиме. Ако она што го вреднуваме не ни помага, ако она што го сметаме за успех или неуспех не е одбрано како што треба, тогаш се што се темели на овие вредности, мислите, емоциите, секојдневните чувства, ќе биде нефункционално. Се што мислиме и чувствуваме за известна ситуација, на крајот се сведува на тоа за колку вредна ја сметаме дадената ситуација. Повеќето луѓе ги одговараат овој тип прашања што почнуваат со зошто ужасно неточно, а ова ги спречува во можноста да се стекнат со подлабоки сознанија за сопствените вредности. Се разбира, тие можеби ќе кажат дека ја ценат искреноста и вистинското пријателство, но потоа се свртуваат и лажат нешто во врска со тебе за твојот грб, за да постигнат на тој начин да се чувствуваат подобро. Луѓето може да мислат дека се чувствуваат осамено, но кога ќе си го постават прашањето зошто се чувствуваат осамено, тие често измислуваат нешто за вината за тоа да ја префрлат на некој друг. Сите други се со лоши намери или никој не е доволно кул или паметен за да може да ги разбере и така тие продолжуваат да го избегнуваат нивниот проблем, наместо да бараат решение за него. Многумина ова го сметаат за самосвесност, а сепак, ако проникнат малку подлабоко и ако ги погледнат одблизу вредностите до кои се држат и според кои действуваат, ќе увидат дека нивната првична анализа повеќе била втемелена на избегнување на одговорноста за нивниот проблем, отколку на точно идентификување на проблемот. Ќе сватат дека нивните одлуки биле базирани на потрага по лесна опиеност, а не на создавање на вистинска среќа. Поголемиот дел од оние што се прикажуваат како некакви учители кои даваат совети за тоа како да си помогнеш самиот на себе, исто така го игнорираат овој подлабок слој на самосвесност. Тие им се обраќаат на луѓе кои се несреќни поради тоа што сакаат да бидат богати, а потоа им даваат секакви совети за тоа како да заработат повеќе пари, при тоа цело време оставајќи ги настрана важните прашања поврзани со вредностите. Например, зошто тие воопшто почувствуваат толкова потреба да бидат богати? Како тие избираат да го проценуваат успехот, неуспехот во однос на себе си? Можеби коренот на тоа што не се среќни не е во тоа што се уште не возат Бентли, туку во некаква друга основна вредност или карактеристика што им недостига. Многу од советите што ги даваат овие лица функционираат на само едно плитко површно ниво или едноставно тие само се обидуваат да направат луѓето да се чувствуваат добро краткорочно, додека вистинските долгорочни проблеми остануваат неразрешени. Ставовите и чувствата на луѓето може да се менуваат, но основните вредности, како и начела според кои овие вредности се проценуваат, остануваат исти. И ова не е вистински напредок. Ова е само уште еден начин за постигнување повеќе состојби на лесна опиеност. Прибегнувањето кон честно испитување на себе си не е едноставно. Тоа побарува поставување на едноставни прашања самиот на себе, што не се баш најпријатни за одговорање. Всушност, според моето искуство, колку одговорот на известно прашање е понепријатен, толку е поголема веројатноста тој и да е точен. Помисли за момент на нешто што на вистина те нервира. Сега прашај се зошто тоа нешто те нервира. Постојат големи шанси одговорот во себе да содржи некаков вид неуспех. Потоа, размисли малку за тој неуспех и прашај се зошто тој неуспех ти се чини вистински? Што ако тој неуспех не е на вистина неуспех? Што ако едноставно си гледал на него на погрешен начин? Еве еден таков неодамнешен пример од мојот живот. Ме нервира тоа што брат ми не ми враќа на пораките, ниту на оние телефонските, ниту на оние електронските. Зошто? Затоа што по се изгледа ични му е гајле за мене. Зошто ова се чини како да е вистина? Затоа што ако сака да е како било поврзан со мене, ќе одвои 10 секунди во текот на денот за да искомуницираме. Зошто овој негов недостиг на поврзаност со тебе го чувствуваш како неуспех? Па затоа што сме браќа, затоа што би требало да имаме добар меѓусебен однос. Овде во игра се две нешта.
Нешто што го сметам за вредно и скапоцено и една мера според која го проценувам напредокот кон постигнувањето на ова вредно и скапоцено нешто. Вредното и скапоцено нешто тоа дека браќата би требало да имаат добар меѓусебен однос. Мерата за процена – контактирањето по телефон или по електронска пошта. Тоа е како јас го проценувам мојот успех како брат. А според оваа мерка на процена се согледувам себе си како лош, неуспешен брат, што е нешто што неретко знае да ми ги уништи саботните утра. Би можела да навлеземе уште подлабоко, повторувајќи го процесот. Зошто би требало браќата да имаат добар меѓусебен однос? Затоа што се од исто семејство, а членовите на едно семејство би требало да се блиски еден со друг. Зошто би требало тоа да е вистинито? Затоа што би требало семејството да ти е поважно од се. Зошто би требало тоа да е вистинито? Затоа што да се биде близок со семејството е нормално и здраво, а токму тоа е она што ми недостига. Кога се работи за оваа размена, вредноста за која овде станува збор ми е сосема јасна. Одржувањето на добар меѓусебен однос со брат ми, но се уште се борам со мерата за процена. И дадов друго име, блискост, но тоа во суштината не доведе до никаква значајна промена. Јас се уште се сметам себе си за брат кој го проценува тоа каков брат е според зачестеноста во поглед на контактирањето. И употребувајќи го овој метод на процена, споредувајќи се со други луѓе што ги познавам. Сите други, или барем тоа така изгледа, се блиски со членовите на нивните семејства. А тоа не е случај само со мене. Па очигледно нешто мора да не е во ред со мене. Но што ако имам избрано лош метод за процена на себе си на сопствениот живот? Што друго што не го согледувам би можело да е вистина? Па може би нема потреба да бидам близок со брат ми за да ја имам предпоставената добра врска со него што би ја вреднувал? Може би се што е потребно е малку заемна почит која инаку постои. Или може би она што би требало да се бара е меѓусебна доверба, а и тоа е нешто што го има. И може би токму овие методи на процена се многу подобри показатели за тоа каков е нашиот меѓусебен однос како браќа, отколку тоа колку текстуални пораки си разменуваме. Ова несомнено има смисла и мене ми изгледа како нешто сосема вистинето. Но и покрај тоа проклето ме боли тоа што јас и брат ми не сме меѓусебно блиски. И како да не постои начин тоа да се смени на подобро. И нема никаков загадочен скриен начин преку кој јас би се стекнал со некаква замислена слава поради ова мое сознание. Едноставно, понекогаш се случува браќа, дури и браќа кои се сакаат меѓусебно, да не се блиски меѓу себе и тоа е во ред. Тоа отпрвен е тешко за прифаќање, но и тоа е во ред. Она што е објективно вистинито за твојата ситуација не е толку важно, колку што е важно како ти гледаш на известната ситуација, како ти одбираш да ја проценуваш и да ја вреднуваш. Известни проблеми може да се неминовни, но значењето на секој од проблемите не е. Настојуваме да го контролираме она што нашите проблеми го носат како значење врз основа на она како настојуваме да размислуваме за нив, што е и стандардот според кој избираме да ги проценуваме. Проблемите на рок ѕвездите. Во 1983 година, еден талентиран млад гитарист е избркан од неговата група на најлошиот можен начин. Групата само што потпишува договор за снимање албум со издавачка куќа и тие само што не влегле во студио за да го снимат нивниот прв албум. Но, неколку денови пред почетокот на снимањето, групата на гитаристот му ја покажува вратата без никакво предупредување, без никаков разговор, без никакви драмски пресврти. Тие буквално еден ден го разбудиле, така што му даделе билет за автобус за дома. И така, седнат во автобусот на патот назад од Њу Јорк до Лос Анџелес, гитаристот не престанал да си го поставува прашањето: како се случи ова? Што направив погрешно? Што ќе правам сега? Договорите за снимање не паѓаат туку така од небо, особено за груби и нерафинирани млади метал бендови. Дали ја пропуштил единствената шанса во животот? Но, пред автобусот воопшто да стигне во Лос Анџелес, гитаристот
веќе го надминува само сожалувањето и самиот на себе си дава ветување дека ќе формира нова група. И решава дека неговата нова група ќе биде толку успешна што членовите на неговата стара група никогаш нема да си простат за одлуката што ја донеле. Дека ќе стане толку познат што тие нема да имаат друг избор освен со децении да го гледаат на телевизиските екрани, да го слушаат на радио, да гледаат постери со неговиот лик на улиците и негови фотографии по списанијата. Тие ќе работат по некакви сендвичарници и самите ќе си ги товараат и растовараат комбињата со опрема од скромните настапи по малите локали, дебели и пијани и со нивните грди жени, а тој ќе растура пред публика што може да ја собере само на стадиони и со живи преноси на телевизија. Тој ќе се капе во солзите на оние што го изневерија, при што секоја солза посебно ќе ја брише со крута и чиста банкнота од $100. И така, гитаристот се фаќа за работа, како опседнат од некаков музички демон. Минува месеци во потрага по најдобрите музичари што можело да се најдат, многу подобри од оние од претходната група. Создава многу песни и ги увежбува со религиска преданост. Неговиот незгаслив гнев му ја разгорува амбицијата. Од маздата му станала муза. Неколку години подоцна, неговата нова група исто така ќе потпише договор за снимање албум, а една година подоцна, нивниот прв албум ќе доживее златен тираж. Името на гитаристот приказнава е Дейв Мастейн, а новата група што тој ја оформува е легендарната хеви метал група Мегадет. Мегадет успева да продаде повеќе од 25 милиони копии од нивните албуми и зад себе има многу светски турнеи. Денес, Мастейн се смета за еден од најбрилијантните и највлијателните музичари во историјата на хеви металот. За жал, групата од која е избркан е Металика, група што успева да продаде повеќе од 180 милиони копии од нивните албуми ширум светот. Според многумина, Металика е една од најдобрите рок групи на сите времиња. И поради ова, во едно ретко искрено интервју дадено во 2003 година, Мастейн со солзи во очите признава дека се уште не може да не се смета себе си за неуспешен. И покрај се што постигнал тој, во неговиот ум секогаш ќе биде оној избрканиот од Металика. Ние сме мајмуни. Си мислиме дека сме некакви софистицирани суштества со сите оние микробранови печки и дизајнирани чевли, но во суштината сме само добро изнакитани мајмуни. А поради тоа што сме мајмуни, ние инстинктивно се споредуваме со други и копнееме по углед и престиж. Прашањето овде не е толку дали се проценуваме наспроти други. Прашањето во една поголема мера е според кои стандарди и начала се проценуваме себе си. Дейв Мастейн, например, без оглед, дали свесно или несвесно, избрал да се проценува себе си според тоа дали е поуспешен или попопуларен од Металика. Неговото искуство, тоа што бил избркан од поранешната група, за него било толку болно што тој го прифатил образецот на споредување на сопствениот успех со оној на Металика, како мерата, како стандардот за проценување на себе си и на својата музичка кариера. И покрај тоа, што е од еден ужасен настан во животот успеал да направи нешто позитивно, тоест да ги формира Мегадет, тоа што Мастейн продолжува да го смета успехот на Металика за нешто што му го дефинира животот, е нешто што продолжува да му предизвикува болка и многу децении подоцна. Имено, тој покрај сите пари и обожаватели и признанија, се уште се смета себе си за неуспешен. Ние, например, без проблем би можеле да се насмееме на ситуацијата во која се наоѓа Дейв Мастейн. Лесно можеме да го видиме како типче кој има $1,000,000, 100,000 верни обожаватели и успешна кариера, изградена врз она што сака да го прави најмногу, а на кое сепак се уште му се навлажнуваат очите поради тоа што неговите другари рок звезди од пред 20 години се многу попознати од него. Тоа е така затоа што ти и јас имаме различни вредности од оние на Мастейн
и затоа што се проценуваме себе си по различни мерки и стандарди. Оние според кои се водиме, ние веројатно се повеќе од типот не сакам да работам за шеф што го мразам или би сакал да заработам доволно пари за да можам да си го пратам детето во добро училиште или би бил среќен да не се разбудам фрлен во ендек. А во однос на овие мерки за процена, Мастейн е најверојатно незамисливо успешен. Но според неговото лично искуство, односно неговото лично скалило, да биде попопуларен и поуспешен од Металика, тој е неуспешен. Нашите вредности се она по што ги утврдуваме стандардите според кои се проценуваме себе си и сите други. Вреднувањето, ценењето на лојалноста кон Јапонската империја од страна на Онода е она што го држало во живот и во активност на Лубанг во периодот од речиси 30 години. Но токму истото е и она што направило тој да се чувствува мизерно по враќањето во Јапонија. Целта, мерата што пред себе си ја поставил Мастейн, да биде подобар од Металика, веројатно е токму она што го поттикнало и што во огромна мера му помогнало во почнувањето на една неверојатно успешна музичка кариера. Но истото подоцна е и причината за неговото измачување и покрај неговиот успех. Ако сакаш да го промениш тоа како гледаш на своите проблеми, мораш да го промениш и поимањето на што е вредно за тебе и или како го мериш и го проценуваш успехот неуспехот. Како пример за ова да го разгледаме животот на уште еден музичар кој бил избркан од друга група. Неговата приказна некако злокобно подсетува на оваа претходнава за Дейв Мастейн, иако се има случајно 2 децении порано. Станува збор за 1962 година, кога се крева се поголема прашина околу една нова група од Ливерпул, Англија. Членовите на групава имаат смешни фризури и уште посмешно име, но музиката им е неприкосновено добра, а музичката индустрија конечно почнува да го забележува тоа. Групата ја сочинуваат Џон, кој е и пеач и текстописец, Пол, момчето со детско лице и романтичен изглед на бас гитара, и Џорџ, бунтовниот гитарист. А тука е уште и еден тапанар. Го сметале за најпривлечен од сите. Девојките лудувале по него и токму неговото лице било првото што почнало да се појавува прво во списанијата. Тој исто така бил и најпрофесионалниот од сите членови во групата. Не се дрогирал, имал девојка на која и бил верен, дури имало известен број луѓе во костими и вратоврски кои мислеле дека токму тој би требало да го представува лицето на групата, а не Џон или Пол. Името на овој тапанар е Пит Бест. И во 1962 година, веднаш по подпишувањето на нивниот прв договор за снимање плоча, другите 3 члена на групата Битлси мирно седнуваат и бараат од нивниот менаџер, Брајан Епштајн, да го отпушти. Епштајн очајувал поради оваа нивна одлука, Пит му се допаѓал поради што го одложувал неговото отпуштање од групата, надевајќи се дека другите тројца момци во меѓувреме ќе се премислат. Неколку месеци подоцна, на само 3 дена пред почнувањето на снимањето на нивниот прв албум, Епштајн конечно го викнал Бест во неговата канцеларија. Таму менаџерот само му рекол да си ги собере парталите и да си бара друга група. Не му дал никаква причина, никакво објаснување, никакво извинување, само му рекол дека другите момци не го сакале во групата, така што со среќа и со здравје. Како замена, групата доведува известен чудак по име Ринго Стар. Ринго бил малку постар од другите и имал голем смешен нос. Ринго се согласил да се подстрижи и да ја има истата грда фризура како Џон, Пол и Џорџ и инсистирал на тоа да пишува песни за октоподи и подморници. А другите момци на тоа само рекле: "Во ред, појаволите, зошто да не?" И само 6 месеци по отпуштањето на Бест од групата се случува ерупција на Битлманијата, со што Џон, Пол, Џорџ и Пит, тоест Ринго, почнуваат да се вбројуваат меѓу најпознатите и најпрепознатливите лица на целата планета. Во меѓувреме, Бест разбирливо паѓа во длабока депресија и минува многу време во она што го прави секој англичанец ако му ја дадете причината за тоа. Пие.
Преостанатиот дел од 60-тите години на минатиот век за Пит Бест не е воопшто лесен. До 1965 година тој веќе има поднесено тужби против двајца од Битлсите заради клевета, а сите негови други музички проекти доживеале ужасен неуспех. Во 1968-та дури се обидува да изврши самоубиство, во што е едва испречено од страна на мајка му. Животот му бил вистинска катастрофа. Приказната на Бест не го поседува искупувачкиот квалитет како онаа на Дейв Мастейн. Тој никогаш не станал голема светска суперзвезда, ниту пак заработил милиони долари. Сепак, на многу начини, приказната на Бест завршува многу подобро. Во едно интервју дадено во 1994 година, Бест вели: "Многу сум посреќен вака, отколку што би бил ако остане во Битлси." Ама што по ги волите зборува овој? Бест објаснува дека токму тоа што бил избркан од Битлси довело до тоа да ја запознае својата сопруга. А потоа, неговиот брак резултирал со тоа што ги добил своите деца. Неговите вредности се промениле. Тој почнал да си го проценува животот според различни начала. Тоа да е познат и славата, несомнено би биле нешто убаво, но тој одлучил дека она што веќе го имал било поважно: големо и среќно семејство, стабилен брак, едноставен живот. Тој дури повторно седнува зад тапаните, правејќи турнеи по Европа и снимајќи албуми се до почетокот на новиот век. Па од тука, што на вистина загубил тој? Само многу внимание и обожавање. Додека она што го добил, наместо тоа, за него било многу позначајно. Овие приказни сугерираат дека некои вредности и мерки за процена се подобри од други. Некои доведуваат до добри проблеми, што се решаваат лесно и брзо. Други пак доведуваат до лоши проблеми, што не се решаваат толку лесно и толку брзо. 2. Материјален успех. Многу луѓе го проценуваат тоа колку вредат според тоа колку пари заработуваат или каков автомобил возат или дали нивниот тревник е позелен и поубав од оној на соседот. Истражувањата покажуваат дека откако ќе се обезбедат основните физички потреби, храна, покрив над главата и така натаму, врската помеѓу среќата и успехот во светот брзо станува речиси непостојна. Па така, ако гладуваш и ако живееш на улица сред Индија, дополнителни $10,000 годишно на вистина ќе влијаат на тоа да бидеш посреќен. Меѓутоа, ако си припадник на средната класа во една развиена земја, дополнителни $10,000 годишно нема да ти значат ништо особено ако веќе и онака што се вели се оттепуваш од работа прекумерно и за викенди за буквално ништо. Нешто друго што е поврзано со проценувањето на материјалниот успех е опасноста тој да стане поважен од некои други вредности, како што се честноста, ненасилството и сочувствувањето. Кога луѓето не се проценуваат според однесувањето, туку според статусните символи што успеваат да ги насоберат, тогаш тие не само што се плитки, туку веројатно се и кретени. 3. Секогаш да се има право. Нашите мозоци се неефикасни машини. Ние постојано правиме лоши процени, лошо ги проценуваме можностите, погрешно паметиме факти, се препуштаме на когнитивни предпоставки и донесуваме одлуки врз основа на сопствените емоционални каприци. Затоа што сме луѓе, неминовно е да грешиме речиси постојано, па така, ако мерата за успех во животот ти е секогаш да имаш право, па тогаш ќе си знамачиш обидувајќи се да си ги разјасниш сите можни глупости самиот на себе. Факт е дека луѓето кои го темелат високото мислење за себе си, на тоа да имаат право секогаш и за се, и застануваат на патот на можноста да учат од сопствените грешки. Тие се лишени од можноста да ги согледаат нештата од други перспективи и да сочувствуваат со другите. Ваквите луѓе се затвораат себе си во поглед на восприемањето нови и важни информации. Од тука, од многу поголема помош е да си останеш на предпоставката дека и не знаеш баш кој знае што. На овој начин се зачувуваш од тоа да останеш закачен за некакви суеверни верувања или погрешно или недоволно разбрани нешта, што подразбира постојана отвореност кон можностите за учење и развој. 4. Да се одржи позитивниот став без оглед на се.
Потоа овде се и оние што го ценат животот според способноста да се биде позитивен за помалку или повеќе се. Си останал без работа? Супер! Еве ти можност да се вложиш и да го истражиш она што го сакаш. Сопругот изневерил со сестра ти? Па барем ќе научиш колку луѓето околу тебе на вистина те ценат и те сакаат. Детето ти умира од рак на грлото? Барем нема да мораш веќе да му го плаќаш факултетот. Нема сомнение дека до некаде треба да се има на ум она секогаш да се гледа на светлата страна од животот. Но вистината е дека понекогаш животот на вистина знае да биде тежок и мачен, па најздравото нешто што може да се направи во врска со тоа е тоа и да се признае. Негирањето на негативните емоции доведува до исклучување на подлабоки и подолготрајни негативни емоции и до емоционална дисфункционалност. Постојаната позитивност е еден вид избегнување, а не понудување на вистинското конкретно решение за животните проблеми. Проблеми што инаку, ако се одберат вистинските стандарди и мерки за процена, би требало да те окрепуваат и да те мотивираат. Во суштината, нештата се едноставни. Работите може да тргнат на лошо, луѓе можат да не вознемират, несреќи се случуваат. Овие нешта може да направат да се чувствуваме многу лошо. И тоа е во ред. Негативните емоции се неопходен дел од емоционалното здравје. Да се негира оваа негативност во поголема мера значи одржување отколку решавање на проблемите. Негативните емоции треба да се, под 1, изразуваат на еден општествено прифатлив и здрав начин, и 2, да се изразуваат на еден начин што ги поврзува со нивните вредности. Еве еден едноставен пример. Една вредност што лично многу ја ценам е ненасилството, што се мери според еден стандард, како што избегнувањето удирање. Од тука, кога ќе се налутам некому, јас го изразувам тој гнев, но исто така се трудам и да го истакнам тоа дека се воздржувам да не го удирам мојот сопирник по лицето. А ова е нешто што го знам мощно е радикално, но проблемот не е во гневот. Гневот е нешто сосема природно. Гневот е дел од животот. И гневот во известни ситуации може да се покажи како особено здрав. Имајте го на ум тоа дека емоциите се само една повратна спрега. Од ова што го велам овде треба да се разбере дека проблемот е во удирањето на луѓето по лице, не во гневот. Гневот е само гласникот за мојата тупаница во твоето лице, а гласникот не е тој што треба да ја понесе вината. Вината е во мојата тупаница или во твоето лице. Кога се трудиме постојано да останеме со позитивен став, го негираме постоењето на проблемите што ги имаме во животот. А кога ги негираме нашите проблеми, се лишуваме од шансата да ги решиме и така да постигнеме состојба на среќа. Проблемите му даваат чувство на значење и на важност на нашиот живот. Од тука, избегнувањето на проблемите значи и живење еден беззначаен, иако можеби не и најпријатен живот. Гледано долгорочно, истрчувањето маратон не прави посрекни од јадењето чоколадна торта. Одгледувањето дете не прави посрекни од победата во видеоигра. Почнувањето мал бизнис со пријателите, додека се трудиме да врзаме крај со крај, не прави посрекни отколку купувањето нов компјутер. Овие активности се стресни, тегобни и често непријатни. Тие исто така често побаруваат решавање цела низа проблеми еден по друг, но во исто време тие ги сочинуваат и едни од најзначајните моменти и најрадосните нешта што кога било ќе ги направиме. Тие подразбираат болка, борба, па дури и гнев и очеј. Но затоа, кога ќе поминат, кога ќе ги пребродиме и кога ќе се присетуваме на нив, очите ни се полнат со солзи кога им ги прераскажуваме на внуците. Фројд на едно место вели: еден ден, кога ќе се присетувате, најтешките години ќе ви изгледаат и како најубавите. И токму затоа овие вредности, задоволството, материјалниот успех, секогаш да се има право и одржувањето на позитивноста, не се баш најдобрите идеали што може да се имаат во животот. Некои од најзначајните моменти во животот не се ниту пријатни, ниту поврзани со успешноста, ниту со тоа да се биде познат и признат, ниту со тоа да се биде позитивен.
Работата е во тоа да се успее во усвојувањето на известни добри вредности и стандарди, пошто како резултат, задоволството и успехот ќе произлезат спонтано и природно. Овие погора наведениве нешта, кога станува збор за добрите вредности, се споредни. И самите по себе не понудуваат ништо повеќе од само празна лесна опиеност. Дефинирање на добри и лоши вредности. Добри вредности се базирани на стварноста, социјално конструктивни и непосредни и подложни на контрола. Лошите вредности се базирани на празноверие, социјално деструктивни и не се непосредни или подложни на контрола. Честноста е добра вредност затоа што е нешто над што имаш целосна контрола, ја одразува стварноста и е од полза за другите, иако понекогаш знае да биде и непријатна. Популарноста од друга страна е лоша вредност. Ако тоа е она што го сметаш за вредност и ако твоите стандарди и мерки за процена се да бидеш најпопуларното момче, девојка на забавата, многу од она што ќе се случува ќе биде надвор од твоја контрола. Не знаеш кој друг би можел да биде на забавата и веројатно нема да ги познаваш барем половина од луѓето таму. Второ, оваа вредност, стандард, не се темели на стварноста. Така, например, ти може би се чувствуваш популарен или непопуларен, но во суштината немаш ама баш никаков поим што другите на вистина мислат за тебе. Забелешка, непишано правило е дека луѓето што се преплашени од тоа што другите мислат за нив, се всушност преплашени од сите лоши работи што ги мислат самите за себе и од можноста тие да им се вратат како одраз во огледалото. Еве неколку примери за добри, здрави вредности. Честност, иновативност, чувствителност, имање личен став, самопочит, љубопитност, милосрдие, скромност, креативност. И еве неколку примери за лоши, нездрави вредности. Наметнување доминација преку манипулација или насилство, неводење сметка за тоа дали ќе зафркнеш некого за сопствена корист и кого, да се чувствуваш добро цело време, да си цело време во центарот на вниманието, да не можеш да бидеш сам, да си сакан од сите, да си богат само заради тоа да бидеш богат, жртвување мали животни на паганските богови. Ке забележиш дека добрите, здрави вредности се постигнуваат внатрешно. Нештата како што се креативноста и скромноста можат да се искусат овде и сега. Само треба да си ги насочиш мислите на извесен начин за да го искусиш тоа. Овие вредности се непосредни и подложени на контрола и повеќе те поврзуваат со светот, поимен онаков каков што тој е, отколку со она каков што ти би посакувал тој да биде. Лошите вредности главно зависат од надворешни настани, патување само со приватен авион, цело време да ти кажуваат дека ти си оној што има право за се, поседување куќа на Бахами, јадење каноли и орално сексуално задоволување од страна на три стриптизерки. Лошите вредности, додека понекогаш знаат да бидат забавни или да предизвикаат задоволство, се надвор од твојата контрола. И за да се постигнат, често се потребни социјално деструктивни или празноверни средства. Вредностите се поврзани со приоритетите. Секој би сакал добро каноли или куќа на Бахами. Работата е во поставувањето на приоритетите. Кои се вредностите што ги поставуваш како приоритети над се друго и кои како резултат на тоа влијаат на твоето донесување одлуки повеќе од што било друго. Највисока вредност за Хироо Онода била целосната лојалност и преданост на Јапонската империја. А оваа вредност, во случај да не си успел да го заклучиш тоа од прочитаното за него, смрдела полошо од расипано суши. Му создала на вистина големи проблеми на Хироо. Имено тој заглавил на еден далечен остров, каде што живеел хранејки се со бубачки и со црви 30 години. А да, и меѓу другото, се чувствувал овластен да убива недолжни цивили. Па така, и покрај тоа што Хироо се сметал себе си за успешен, и покрај тоа што живеел според стандардите и начелата што си ги поставил, мислам дека сите ќе се согласиме со тоа дека неговиот живот всушност за ништо не чинел. Никој од нас.
кога би ја имал таа можност, не би се менувал со него, ниту пак би го пофалил она што го правел тој. Дейв Мастейн и покрај постигнатите огромна слава и успех, продолжува да живее со чувството на неуспешен човек. Тоа е така поради тоа што тој за проценување на сопствената вредност усвоил едно глупаво начело, базирано на известно своеволно и тврдоглаво споредување на сопствениот успех со успехот на некој друг. И тоа му создало огромни, ужасни проблеми од типот на морам да продадам уште 150 милиони албуми, дури тогаш се ќе биде во ред. И на мојата следна турнеја морам да полнам само стадиони. Тоа биле проблемите што тој мислел дека мора да ги реши за да биде среќен. Па од тука и не е за изненадување тоа што не успел во тоа. За разлика од него, Пит Бест успел, што се вели му успеало да ја сврти водата кон неговата воденица. И покрај тоа што првично бил депресивен и зашеметен од тоа што бил избркан од страна на другите Битлси, како минувало времето, така тој се повеќе созревал и учел како да ги превреднува нештата во однос на приоритетите и да согледува што навистина сака и цени, поради што и можел да си го процени животот во нова светлина. Како резултат на ова, Бест доживува да стане среќен и здрав старец, кој води лесен и необременет живот, има извонредно семејство, нешто што иронично на четворицата Битлси ќе им бидат потребни децении за да го остварат или да го одржат. Кога вреднуваме во суштината невредни нешта, односно кога за себе и за другите поставуваме ниски стандарди и вредности, нам всушност ни е гајле за нешта што не се навистина важни, за нешта што во суштината ни го прават животот полош. Но, кога ќе се насочиме кон нешта што имаат поголема вредност, нам почнува да ни станува гајле за нешто што е подобро од претходното, за нешта што се значени, нешта што ја подобруваат нашата добросостојба и што попатно не прават да сме среќни, задоволни и успешни. Накусо, ова е она што навистина се подразбира кога ќе се каже себе подобрување. Ставање на подобри вредности како приоритети, одбивање на повредни нешта за кои ќе ти биде гајле. Затоа што кога ќе почне да ти е гајле за повредни нешта, почнуваш и да се соочуваш со подобри проблеми. А кога имаш подобри проблеми, имаш и подобар живот. Преостанатиот дел од оваа книга им е посветен на 5 контраинтуитивни вредности за кои лично верувам дека се најблаготворните вредности што секој може да ги присвои. Во однос на законот на повратната спрега за кој зборувавме претходно, тие се негативни. За нивно постигнување и остварување потребно е соочување со подлабоките проблеми, а не нивно избегнување со посредство на состојби на лесна опиеност и замајаност. Овие 5 вредности се во исто време и неконвенционални и непријатни. Но според мене, тие се нешто што може да ти го промени животот. Првата, што ќе ја разгледаме во следното поглавје, е една радикална форма на одговорност. Преземање одговорност за се што ќе ти се случи во животот, без оглед на виновникот. Втората е несигурноста. Препознавањето и признавањето на сопственото незнаење и култивирањето на еден постојан сомнеж во сопствените верувања и убедувања. Следната е неуспехот. Подготвеноста да ги откриеш и да се соочиш со сопствените мани и грешки, за да можеш да работиш на тоа да ги поправиш. Четвртата е способноста за одбивање. Способноста и да се каже, но и да се слушне зборот не, со што се постигнува јасно дефинирање на што ќе прифатиш, а што нема да прифатиш во животот. Последната вредност е размислувањето за сопствената смртност. И ова е нешто што е многу важно, затоа што бескомпромисното одржување на вниманието на свеста за сопствената смрт е можеби единственото нешто што може да ни помогне во одржувањето на сите други вредности во правилната перспектива. Ајде да одмориме. Фала ви на вниманието.